Само да и кажам на Ина, значи ова у влада си. Значи владава треба да им владава нека одвои пари за доброволни Ребаланс права сега амандман. Ама владава нека одвои амандман, еве, убаво. Амандман додадете на уребалансот за доброволни друштва да се обезбедат пола милион евра на годишно ниво за доброволните противпожарни друштва. Не да собираш донации од народ, него пола милион стаите ставка за да се одвојат за доброволните противпожарни друштва. Ова е страшно нешто. У Свети Николско иначе вчера само има изгорено 30 куки. Овде има и апел за ова село Орел, апел има помош, бараат луѓето да се помага. Пуштете ги другите слики исто. Има уште една фотографија, мислам да. Ова е катастрофа, човече. А ноќе не гас и понатака ноќе не гасат, така. Не бе, навечер Само не. денски, а? Да. А зашо бе, што е работа? Ноќе што е, немаат право да работат ноќе, не им се работи ноќе. Која е таа тактика ноќе да не гасат? Кај молела бе, дај некој нека ми прати тоа кај молела пратеничката за донации. На мечка му прати, чекај. Исто. Па пуштете го, дај да видиме. Да бе, пушти го да Дај да ја видиме. прашаме колку донирала она. Дај да прашаме Пуштете колку да донирала. видиме. Шо е, слика, статус, шо е? Статус на Па Facebook. дај да видиме Ајде, она да колку донирала. Има ли напишано колку донирала она од платата функционерска? Чека, ова ли е? Еве ги луѓето молат за помош. Ама од кого е ова апелот? Не е од пратеничката, ова е од луѓе кои што Луѓе молат. молат за помош у село Орел. Одете бе, луѓе, гасете бе, пичка материна, зашто зимате пари? Петар Илиевски управо се вика пилотите. Не, за пилотите тачно, пилотите Да, не нема, треба, за не може работа да точно летат. често. Абе, луѓе на терен да копаат ноќе. Не бе, ама пак да побараме бе помош од Србија, од Словенија, од... Толку отидоа. Ама не, на земја се гаси, не сега, да ви Добро, пуштиме. сите да Ајде помогнат. да пуштиме Калифорнија како ги гасат. Ташко ги гледам. Ајде да видиме што е ова сега што иде. Зашто бе касни на телевизија? Иванка Василевска, Источна Македонија гори, помогнете со донација на доброволно противпожарно друштво на следниот линк. Па What the fuck? Нека каже она колку донирала. Нека покаже уплатница. Ина, молим те, избриши го ова. Нема да зборам за Ина ништо лошо. Само да и кажам на Ина, значи ова у влада си. Значи владава треба да им владава нека одвои пари за доброволни Ребаланс права сега амандман. Ама владава нека одвои амандман, еве, убаво. Амандман додадете на уребалансот за доброволни друштва да се обезбедат пола милион евра на годишно ниво за доброволните противпожарни друштва. Не да собираш донации од народ, него пола милион стаите ставка за да се одвојат за доброволните противпожарни друштва. Донации у власт си, во владата си, ти ја водиш владата. И бараш донации од народот да им даде... Ало. 3000 функционери има. По 100 евра до одборат, до одборат 300.000 евра ќе соберат. Леле, ова... По 100 евра од платите да Ова одвојат. како 3000 функционери има. Како што се движи време, се повеќе сум убеден дека од нас држава не бива. Ја мислам дека од тука само надоле ќе идеме. Јас знаев и претходно. Мене беше видливо. Уште од наместениот конгрес во Валандово. Да ве вратам, пак да ве ресетирам. Јасно беше кај кидат работите. Државата, управо е Роки Рус вика, ова држава ли е да бара донации за пожар на државно земјиште.
Реално не е представник на државата, представник на законодавната власт. Човекот не е владеачка партија. Не, ама зборам лично, персонално, а после 3000 функционери има по 2000 евра плата што Значи земаат. и на По 100 евра да дадат, 300.000 евра ќе соберат до Сабајле. Еве еднократно. По 100 евра. Да не кажам по 1000. По 1000 евра да донираат, ќе се соберат 3 милиона евра до Сабајле. Ете тие целава инфраструктура, барем за некој од пожариве. Шо ти е бе човек? Значи еве и на апелираме да направиш амандман утре да го поднесеш на седница да се додели на доброволните противпожарни друштва пола милион буџет за следната година да им се распоредат. Апелираме до пратеничката представника на народот во владеачката коалиција утре поднеси таков амандман во ребалансот на буџетот. И те молам ова да го избришеш кој ти излажал да го напишеш, не е добро. Роберт има добра идеја, ама што е проблемот, само да искоментирам, вели сите невработени да бидат платени да гаснат. Тоа може да се направи и веројатно е добра идеја. Мора да имаат обука, бе човек, ќе се запали некој, ама- ќе изгори, ќе умре Ама некој, треба не да може имаат така. обука и Затоа второ, мора да се утие второ, противпожарните Да. друштва. и второ што е најбитно, нема никој опрему у држава. Порано имаше тоа СВОЗ, сите во одбрана и заштита. Ама Имаше најголемиот територијална проблем, да. одбрана. Што не врата територијална одбрана? Најголемиот проблем е што немаме опрема. Па као ки има опрема? Значи, Еве кај иде, нема покажувавме чизми, сметки нема, кај иде ништо нема. опремата. Колку пара чизми се у Вашингтон потрошени? Као ки има опрема? Не им стига за нив да се шетаат и плати да се зимаат. Тоа е тоа. Тука е проблемот. Што за нив да влезе, а народот нека иде голорак нека брани. И ја ќе апелираме на социјални мрежи, ќе собираме лајкови. Многу е просто, бе. Милош, се работи за тоа дека нашите политичари станаа глумци. Ама бидејќи не се, значи немаат талент, се гледа дека се ефтини глумци, а скапо се платени. Политиката се сведе на глумење, театар. Никој од нив не е искрен во тоа што го кажува. Се театар, представа, каварап, покритие за да пројде денот, да земат дневница, да уживаат у привилегиите, народот цапа кал. И сега и у пожар, и да гори. Многу е просто, само треба да имаш отворени очи, да не гледаш као со мечка со тоа на чарите розеви. Така ако гледаш, тогаш да, народот треба да собира донации, а они треба да имаат по 3000 евра плати месечни. И лајкови да добиваат. Real Only има исто одлична забелешка, вели Тетово нели поседува некое противпожарно возило да испрати во Свети Николе. За Тетово има и на друго, има испратено. И у Гостивар има пожар, нели? Не знам каде беше, ама од Тетово. Денес има и у Гостивар пожар, нели? Нема и претходно има некаде во Целесли, некаде има испратено. Добро, ако испратиле, добро. Имаше помош ли беше пожарникари или возило, ама имаше 100% сигурно. Александар Арнаудов вика до кога луѓето ќе бидат заложници во својата држава. Заложници ќе бидеме во својата држава се додека молчиме. Значи првиот чекор за промени, сериозни вистински промени во оваа држава е да не молчиме. Проблем друг кој што се јавува е се оние луѓе кои што кога се во опозиција, условно кажано, односно опцијата кои што ја поддржуваат нивна е во опозиција се гласни, доаѓаат на власт и молчат. Доаѓаат на власт и прават емисии за не знам, за спорт, за колку е све розово у Македонија и така натаму, а биле најгласни критичари на претходната власт и со право. Сега, дојда на власт нивните, се испоухлебија и сега е све розово и све е добро.